Министерот Меджити мора малку да се соземе кога дава изјави, бидејќи ја вознемирува јавноста. Смета поранешниот директор на Фондот за здравствено осигурување, доктор Никола Пановски, кој за последната одлука на Министерството за здравство вели дека во меѓудржавните односи мора да има реципроцитет. Ако за странски државјанин кај нас е поевтино, мора и за нашите да биде исто во другите држави. Која кажа дека граѓаните односно жителите, државјаните на Албанија и Косово не се странци, мислам треба малце да олаба и кој ќе каже нешто тако. Треба да се види реципроцитет и мислам дека не може министерот сам да носи одлука. Ако е генерална одлука, не може да каже за овие две земји јас донесов одлука, за другите ќе разговарам. Па со овие разговараш или па донесе одлука? И дали ние кои ќе одиме во Албанија сега на летување, таму по кои цени ќе се лекуваме. Тоа треба се да се каже. Значи не може вака да се каже полуизјава, па потоа да се каже дека не сме го сватиле како што треба. Доктор Пановски додава дека Македонскиот фонд за здравство има реципроцитетни договори со 50 на странски држави, но станува збор за итни ситуации при патувања и гаранции од и таа држава ќе му помогне на наш повреден граѓанин. Вели дека причина зошто нема договор со Косово можеби е затоа што е многу блиску, па нема потреба. Вели дека некои клиники, како стоматолошките, имаат интерес да нудат домашни цени на странци, но дека не е секаде исто. Смета дека министерот не може да донесе таква одлука, бидејќи тоа е работа на владата. Не знам зошто би важело само за две земји. И трето, не знам зошто тие не се странци. Разбирате? А македонците од Егејска Македонија или од Преспа се странци. Значи, конфузија ќе се направи ако така ги рачунаме. Тие се државјани на друга земја. Што се по националност? Како се не интересира? Значи, би требало да важи по мене за сите земји подеднакво. Доктор Пановски смета дека прво мора да се направи анализа и да се објави дали новите ценовници ќе донесат повеќе приходи во јавното здравство и дали здравството може да издржи наплив на пациенти од други држави. Вели дека може да се доведеме во ситуација болниците да даваат приоритет на оние кои плаќаат приватно, за да остварат повеќе приходи. Граѓаните со кои разговаравме не се согласуваат со одлуката на министерот Меджити. Велат, странци кои не плаќаат придонеси и даноци за да се одржуваат и изградат болниците, не може да плаќаат исти цени. Дозволива ли е со иста цена да се лечат граѓаните на Косово и на Албанија? Јас плаќам 50 години осигурање, господине. А дали ќе ме примат се во Албанија да се лекувам без пари? Тоа само поставете му прашање на министерот. Ако каже ќе не лекуваат, идеме таму без пари да се лекуваме. Овде миеве не можеме да се лечиме, што се вика нема ни термин, ништо. Да, но здравство и ние плаќаме, они како може без ништо платено? Дали они би не примиле нас така по тој услов? Кој ќе одем јас во Албанија или во Косово, треба истите права да ги имам како тој што ќе дојде од Албанија или од Косово да се лечи тука. Според податоците на Светската здравствена организација, во Косово на секој 1000 жители во просек има само 2,3 доктори. Полоша стапка во Европа има само Албанија, каде овој број е 1,2, додека во Македонија пак стапката е нешто поголема со 3 доктори на 1000 жители, што исто така е под европскиот просек. Во моментов за соседно Косово да ги исполни стандардите препорачани од СЗО, им недостасуваат околу 900 лекари. Бројка која не се очекува да ја остварат поради постојан одлив на медицински кадри.